Добар ден на сите. Ќе почнеме со третиот јавен состанок на Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги за 2020 година. Сушност, овој се однесува јавен состанок за третиот квартал. Првиот јавен состанок не бевме во можност да го одржиме заради пандемијата, но на вториот јавен состанок исто вака по пат на видеоконференцијска врска беа презентирани резултатите и активностите на Агенцијата за првите 6 месеци, односно за двата квартала во 2020 година. Само малку, се извинам. Горија не се поместува презентацијата, не е од слайдовите. Кликнав? Ајде, добро, окей, добро. Се извинувам. На денешниот јавен состанок, освен што ќе бидат презентирани активностите на Агенцијата за изминатиот квартал, ќе се разговари за резултатите од студијата утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми и ќе бидат презентирани клучните наоди од анализата на пазарот за аудиовизуални медиумски услуги за 2019 година. По завршување на овие две презентации ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации. На 12 јули заврши изборната кампања за предвремените парламентарни избори, а гласањето се одвиваше на 13, 14 и 15 јули, кои беа и денови на изборен молк. Со мониторингот на изборниот молк беа констатирани 3 прекршувања врзани со емитување на изјави на носители на јавни функции, односно функции на власта, кај телевизија Алсатем, телевизија Телма и кај првиот радиосервис на Македонско радио, за кои беа покренати прекршачни постапки. Прекршачни постапки беа покренати за телевизија Шења и телевизија Алсатем за начинот на покривање на изборната кампања, бидејќи двата медиума не обезбедија правично, избалансирано и непристрасно покривање на изборната кампања. Карактеристично на овие избори во однос на платеното политичко рекламирање беа спотовите во кои што учествуваа малолетници и покрај двете соопштенија на Агенцијата од 25 и 30 јуни, преку кој беше подсетено дека учеството на малолетници во платеното политичко рекламирање е спротивно на изборниот законник, еден од учесниците во изборната кампања, политичката партија ДУИ, продолжи да испраќа вакви рекламни спотови кај телевизиите со кои имаше склучено договори за емитување, а одредени телевизии TV21, TV Клан, TV Коха, ГТВ, телевизија Дебра и Гура продолжија со нивното емитување. Делот од телевизиите одлучија да ги емитуваат овие спотови со замаглени лица на деца кои се појавуваа во спотовите или тој дел да биде скратен. Во текот на кампањата пристигнаа две представки на кои беше одговорено. Едната од Демократската унија за интеграција ДУИ, во кој таа реагираше на организирањето дебатни емисии на програмите на медиумите. Врз основа на представката беше направен увид во податоците од мониторингот на изборното медиумско представување заклучно со 30 јуни. Преку соопштенијата, радиопрезидентите учесниците во изборната кампања беа подсетени на правилата за посебните информативни емисии. Втората представка беше од представник на помала политичка партија во која беше наведено дека регионалната телевизија Кобра од Радовиш не е дозволила на неговата политичка партија да се обрати до гледачите, затоа што не закупила маркетинг простор, како и дека оваа телевизија не е заведена во регистарот на ДИК, а емитувала повеќе за гласање на други партии. Увидот во програмата на телевизија Кобра покажа дека не е емитувано платено политичко рекламирање, а наводите од представката се однесуваат за веб сајтот и Facebook страницата на телевизијата кои се надвор од надлежностите на агенцијата. Во согласно со врските од изборниот законник, агенцијата секој ден за време на изборната кампања доставуваше дневни извештаи до Државната изборна комисија. Согласно
донесеното упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко емитување, агенцијата на 22 јули ги потврди податоците за платено политичко рекламирање за време на изборната кампања, а на седмицата одржана на 30 јули 2020 година Советот на агенцијата го усвои извештајот за емитуваното платено политичко рекламирање, кој истиот ден беше доставен до ДИК. Од вкупно 96 радиодифузери регистрирани во ДИК за емитување на платено политичко рекламирање, вкупно 69 радиодифузери, 38 телевизии и 31 радио доставија медија планови и случајни договори за платено политичко рекламирање. Извештајот од мониторингот на изборното медиумско представување беше објавен на 23 јули 2020 година. Сите материјали поврзани со изборите се достапни на веб страната на агенцијата. Изминатите 3 месеци агенцијата реализираше предвидените програмски административни надзори врз радиодифузерите, а се уште се работи на редовниот административен надзор на 6 радија на регионално ниво. Редовен програмски надзор за почитувањето на повеќе обврски, правила за емитување аудиовизуални и комерцијални комуникации, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско огласање, правилата за емитување на игри на среќа, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, заштита на малолетната публика извршен врз телевизија Алфа, Канал 5, телевизија Сител, Алсатем и телевизија Телма. При надзорот не се констатирани прекршувања. Редовен програмски надзор беше извршен и врз телевизија Клан за обврските за емитување европски аудиовизуални дела и европски аудиовизуални дела од независни продуценти. При надзорот не е констатирано прекршување. Врз телевизиите кои што емитуваат програма на регионално ниво, телевизија 3, Шутел, Поло, Кис Менада, Канал Вис и ТВ Ирис, извршен е редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизијата, емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуални дела. Надзорот покажа дека на програмите на телевизија Шутел и Канал Вис не е емитувана најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуални дела, ниту пак половината од законскиот минимум од овие дела е емитуван во периодот од 7 до 19 часот. Непочитувањето на правилата за употреба на јазикот во програмата се констатирани ки телевизија Шутел, телевизија Полок и телевизија Кис Менада. Редовен програмски надзор извршен и врз телевизија Клан, Компани 27, ТВ Шења, ТВ Сонци, двата канали на јавниот сервис, МРТ1 и МРТ2, за повеќе законски обврски, употреба на јазикот во програмата, дневно емитување 12 часа програма на телевизијата, емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуални дела, а јавниот сервис најмалку 40%, заштита на малолетната публика, правилата за емитување аудиовизуални комерцијални комуникации, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, правилата за емитување на игри на среќа, обврските при обезбедување квизови или други облици на наградно учество. Надзорот покажа дека на програмата на телевизија Компани 27 не е емитувана најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуални дела, ниту пак половина од законскиот минимум од овие дела се емитувани во период од 7 до 19 часот. Непочитувањето на правилата за употреба на јазикот во програмата се констатирани ке вториот програмски сервис, МРТ2 и телевизија Сонце. Прекршувањето на правилата за заштита на малолетната публика се констатирани ке телевизија Клан и ТВ21, додека ке телевизија Шења на правилата за емитување на аудиовизуални комерцијални комуникации. Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите 116 радиодифузери кои што емитуваат телевизиска и радио програма за обврските кои се однесуваат на обезбедување јавност во работењето. При надзорот не се констатирани прекршувања. Редовен административен надзор за обврските за објава на импресуми и информации кои што треба да се направат достапни на корисниците и објава на идентификација на радиодифузерот извршено врз телевизија Алфа, телевизија Канал 5, телевизија Сител, телевизија Алсатем, телевизија Телма, телевизија 3, Шутел, Поло, Кис Менада, Канал Вис и телевизија Ирис. При надзорот не се констатирани прекршувања. На радиодифузерите на претходно им беше изречена јавна мерка опомена по дадениот рок за законското согласување, беше извршен контролен надзор кој покажа дека ги отстраниле прекршувањата. Извршени се
2 вонредни надзори по добиени претставки, и тоа по претставка од физичко лице извршен е вонреден програмски надзор во телевизија Телма за почитувањето на обврската за заштита на малолетна публика. При надзорот беше утврдено дека играниот филм 3 дена во септември, емитуван на 15 јули, е погрешно означен како програм од втора категорија 8+ и емитуван во несоодветен временски период од деноноќието, односно пред 20 часот, за што е покрената прекршочна постапка. На почетокот на септември беше спроведен вонреден надзор врз истечок на забавната емисија Тик-так и Зорка, емитувана на вториот радиопрограмски сервис на јавниот сервис Македонско радио 2 за начелата на вршење на дејност. При надзорот не беше утврдено прекршување, но беше потсетено дека новинарите и новинарките и водителките и водителите треба да внимаваат каков одек може да имаат нивните коментари, особено кога дискутираат за сензитивни теми. Во однос на издавачите на печатени медиуми спроведен е еден контролен и 2 вонредни административни надзори на работењето на издавачите на печатени медиуми. Контролен надзор беше извршен врз Капитал Медија Груп, увоз-извоз ДО Скопје, издавач на Капитал, со тоа да се констатира дали овој издавач на печатен медиум постапил по мерката јавна опомена, која што агенцијата во јуни ја изрече заради неисполнување на обврската за објава на податоци за собственичката структура и за достава на исечок од објавата до агенцијата. На почетокот на септември Капитал Медија Груп достави до регулаторот исечок од објавата на податоците во Дневен вестник, со што во целост се исполни наведената законска обврска. Вонреден административен надзор беше извршен на Кликер Маркетинг Доел Скопје, издавач на магазинот Инстор, и на Паблик Скопје, издавач на магазинот Лице в лице. Предмет на двата надзора беше обврската од член 14 став 1 од Законот за медиуми, објавување на импресум, а беше констатирано дека и двата субјекти во целост исполнуваат оваа обврска. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа спроведени 21 редовен надзор и 2 контролни надзори за обврските за титлување и за регистрација на програмските сервиси. При надзорите не се констатирани прекршувања. Редовен програмски надзор за почитување на обврските за кинематографски дела, заштита на малолетни лица и промоција на производство и пристап до европски дела е спроведен врз давателот на аудиовизуални медиумски услуги по барање, А1 Македонија. При надзорот не се констатирани прекршувања. Во првата половина на 2020 година, Советот на агенцијата заради констатирани непочитување од страна на радиодифузерите на одредбите на Законот за аудиовизуални медиумски услуги и Законот за медиуми донесе 12 решенија за преземање јавна опомена, од кои 6 за употреба на јазикот во програмата спротивно на законот, 3 за неисполнување на обврската за дневно емитување програма извън создадена, 2 за непочитување на правилата за заштита на малолетна лица и 1 за непочитување на правилата за пласирање на производи. Советот на агенцијата на 31-та седница, одржана на 19.8.2020 година, донесе одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис од општ формат во кој се застапени видови програми ги остваруваат сите 3 медиумски функции на македонски јазик на регионално ниво D3 на правното лице Друштво за трговија, производство и услуги МНЕТ ХД ДО увоз-извоз Штип. Донесени се 2 одлуки за неуспешни јавни конкурси за доделување дозволи за радиоемитување на локално ниво, едната за подачата на општина Куманово, втората за општина Тетово, поради тоа што во утврдениот рок за поднесување пријави по предметниот конкурс во агенцијата не беше примена ниту една пријава. Советот на агенцијата на 30-та седница, одржана на 30.7.2020 година, донесе решение со кое се отворила пријавата за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радиоемитување на локално ниво на подачата на општина Тетово од Универзитетот во Тетово, поради тоа што истата беше некомплетна и неуредно пополнета. На 31-та седница, одржана на 19.8.2020 година, по повторното доставено писмено барање од заинтересирана страна од Универзитетот во Тетово, донесена одлука за објавување на јавен конкурс за доделување една дозвола за непрофитна радиоустанова за радиоемитување на програмски сервис наменет за студентската популација на поддржката на општина Тетово на локално ниво на албански и македонски јазик. Во однос на меѓународната соработка, а со оглед на ситуацијата, агенцијата учествуваше во неколку активности кои се реализираат преку интернет платформи.
На 3 јули представнички на агенцијата учествуваа на онлайн тркалезната маса на регулаторни тела, избори, пандемија и дезинформација, одржана во рамките на проектот Јуфлекс 2, слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа, заедно со представниците на регулаторните тела од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора и независни експерти. На 8 јули представничка на агенцијата учествуваше на онлайн конференција подемот на вештачката интелигенција и како тој ќе ја преобликува иднината на слободата на изразување, организирана од представникот на слободата на медиумите на ОПСЕ. На 11 септември представници на агенцијата учествуваа на тркалезна маса на ЕПРА посветена на мрежата за медиумска писменост. На 22 септември представничка на агенцијата учествуваше на фокусираната сесија на ЕРГА насловена стабилизација на слободниот медиумски систем од размислување до делување. На 24 септември представничка на агенцијата учествуваше на фокусираната сесија на Европската аудиовизуелна обсерваторија посветена на регулирањето и обврските на платформите за споделување видеа. Во текот на денешниот дел представници на агенцијата учествуваат на тркалезната маса на ЕРГА посветена на структурата и функционирањето на мрежата на медиумска писменост и на работилницата на подгрупа 1 на ЕРГА посветена на платформата за споделување видеа насловена регулирање на блогерите и аудиовизуелните услуги на платформите за споделување видеа. Во рамките на процесот на европската интеграција на земјата, агенцијата во јули изготви и достави до Министерството за правда материјал за подготовките на 17-тиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоциација согласно добиените насоки. Во придонесот беше реферирано на усвоените 3 подзаконски акти кои се однесуваат на изборното медиумско представување на радиодифузерите, методологија за мониторинг на изборното медиумско представување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси, упатство за лимитите на платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година и упатство за потврдување на извештаите за емитуваното платено политичко рекламирање, за мониторинг на изборното медиумско представување за време на изборната кампања, како и за двата обиди за притисок врз работата на агенцијата на почетокот на изборниот процес, извршени со цел платеното политичко рекламирање на движењето од беса да не се смета во рамките на минутите на коалицијата Можеме, туку да добие засебни минути за рекламирање. За потребите на агенцијата беше изработен извештај со податоци за гледаноста на телевизиските станици и слушаноста на радиостаниците во вториот квартал од 2020 година, во контекст на изборната кампања за предвремените парламентарни избори за потребата на агенцијата во рамките на проектот Јуфлекс на македонски јазик е преведена публикацијата Дезинформација и изборни кампањи. Публикацијата, која на 9 јули е објавена на официјалната интернет страница на агенцијата, содржи преглед на состојбата со дезинформација од технички и од политички аспект, препораки и мерки за справување со нив. Имајќи го во предвид брзото темпо на технолошките промени, развојот на техниките за автоматска обработка на податоци, алгоритмите и нивното влијание врз човековите права на барање на агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, во рамките на истиот проект на македонски јазик е преведена публикацијата на Советот на Европа Алгоритам и човекови права. Преведената публикација на 31 јули е објавена на веб страна на агенцијата. За потребите на агенцијата, повторно во рамките на истиот проект Јуфлекс 2, експертите Жан-Франсуа Фурнамонт и Снежана Трбевска изработија студијата Плурализам на медиумската сопственост во новото медиумско опкружување. Студијата, која беше објавена на 7 август, е достапна на македонски и англиски јазик, има за цел да спроведе проценка на важничките законски одредби за концентрација на сопственоста на аудиовизуелниот сектор и да препорача идни чекори во политиките. Во текот на третиот квартал по добиено известување за ексклузивни права од Македонски Телеком, агенцијата ги извести сите оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи дека овој оператор ги има ексклузивните права за реемитување на програмски сервиси Арена Спорт 1, Арена Спорт 2, Арена Спорт 3, 4 и 5. Издадени се вкупно 41 потврда за регистрација на програмски пакети, откако констатираше дека доставените пријави се комплетни и уредни. Почитувани, денес имате прилика да ги слушнете резултатите кои произлегаа од студијата утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирање на јавното мислење и врз работата на традиционалните медиуми, која за потребите на агенцијата изработи истражувачкиот тим на Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС од Скопје. Оваа студија е дел од активностите предвидени во акцијскиот план за реализација на регулаторната стратегија за развој на аудиовизуелната медиумска дејност за периодот 2019-2023 година.
Резултатите од студијата ќе ги представи господин Ѓорѓи Митревски од организацијата РЕСИС, кој е еден и од авторите на стратегијата. Во продолжение, по завршување на оваа презентација, ќе ги представиме и клучните наоди од анализата на пазарот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги за 2019 година, која што агенцијата изработи за обезбеди сознание за состојбите во индустријата, какви се економските перформанси на субјектите на пазарот. Клучните наоди од анализата ќе ги презентира колешката Сања Гудевска-Златковска. Прво давам збор на господин Ѓорѓи Митревски. Повелете. Добар ден на сите, дали се слушаме? Дали ме слушаме? Да, се слушаме. Добре. Ви благодарам уште еднаш. Јас ќе се обидам накратко да ги презентирам наодите од студијата за обсрбување на влијанието на новите медиуми врз формирање на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми, кој што ги изработи тимот на институтот РЕСИС во декември, јануари и февруари оваа година. Само да. Ова имаше две генерални цели. Да се добие сеопфатна слика за публиката на традиционалните и новите медиуми во Републикава и да се идентификуваат обемот и карактеристиките на пазарот на новите медиуми. Се надеваме дека согледувањето од овие две компоненти на студијата ќе помогнат на помошното развивање политики за поттикнување на развојот на аудиовизуелниот сектор и на медиумскиот плурализам во генерална смисла. Првиот дел од студијата е посветен на навиките, преференциите и ставовите на публиката на традиционалните и онлайн медиумите. Овој дел од студијата комбинира резултати од две истражувања. Од анкетата лице во лице спроведена за потребите на ОПСЕ и на агенцијата во септември 2019 година, во рамки на студијата мапирање на индивидуалните нивоа на медиумска писменост. Тоа истражување содржеше на голем број на податоци за однесувањето на публиката и преференциите на публиката како во однос на традиционалните, така и во однос на онлайн медиумите. За потребите на оваа студија беше спроведено уште едно дополнително истражување, телефонска анкета, беше спроведено во декември 2019 година, со што можете да добиеме малку подетален увид во користењето на различните содржини од типот на информативни, забавни и едукативни содржини, како и навиките на користење на домашните онлайн портали. Комбинираните резултати од овие две истражувања ни даваат еден подетален увид во навиките и преференциите на публиката во користење на традиционалните и онлайн медиумите. Дека променетите навики на публиката при користење на медиумските содржини во последните деcenии се должат на технолошките промени во дигитализираното медиумско окружување. Двете истражувања кои што беа спроведени покажуваат колкаво е влијанието на интернетот и на современите комуникацијски технологии врз навиките на користење на медиумски содржини. Од анкета изработена
во теренска анкета, дали сме податоци дека 83% од публиката секојдневно или неколку пати неделно гледа телевизија, само 25% од публиката секојдневно или неколку пати неделно слуша радио, односно само 6% чита весници и списанија. Тоа е јасен податок дека во однос на традиционалните медиуми телевизијата го има клучното место и го има приматот во земјава. Двете истражувања ја потврдија бројката за многу висок процент на интернет корисници во земјава. Повеќе од 80% од популацијата во земјава користи интернет, при што најмалку 70% користат интернет секојдневно. За да се добие само малку подетална слика во однос на динамиката на користење или специфичните спецификати на новите медиуми, ќе го дадам само податокот дека 72% од интернет корисниците на интернет пристапуваат преку својот мобилен телефон. Секако навиките за користење на интернет се разликуваат во однос на возраста. Ние направивме една подетална сегментација или анализа во однос на возрастните структури на популацијата, при што видовме дека се издвојуваат три различни сегменти, од кои што најспецифичен е возрастниот сегмент, односно популацијата на возраст од 15 до 49 години, за која што може да се каже дека во огромна мера секојдневно користи интернет, за разлика од повозрастната популација. Анкетата, која што ја телефонската анкета, овозможи увид во користењето на различни типови содржини, информативна, забавна, едукативна, на различни медиуми и различни медиумски платформи. Анкетата покажа дека кога ја наведуваме степенот на користење на различните медиуми на ниво на целата популација, дека интернетот ја достигнува телевизијата. 76% од испитаниците следат информативни програми или се информираат за домашните настани и актуелности од телевизија, од домашните телевизии, но исто толков процент се користат интернет како медиум. Овде се издвојуваат во однос на возраста на испитаниците три различни сегменти. Можеме да видиме дека најмладата популација, односно популацијата на возраст од 15 до 29 години, како доминантен извор за информирање за домашни настани и актуелности има интернет. Значи, 79% на популацијата од 15 до 18 и дури 86% од популацијата на возраст 19 до 29 примерно се информираат за домашните настани и актуелности од интернет. А кај овие две возрастни групи само 50 или помалку, односно 50% од телевизија. Популацијата на возраст од 30 до 49 балансирано ги користи овие два извори на информирање, додека телевизијата останува доминантен извор на информирање за популацијата по возрастна од 50 години. Вообичаени извори на информирање преку интернет. Со анкетата можевме подетално да добиеме подетални информации за различните начини на користење на интернет за информирање на домашните настани и актуелности. Вообичаени извори на информирање преку интернет, највообичаениот извор се социјалните мрежи. Дори 89% од корисниците на интернет во земјава по информации за домашни настани и актуелности добиваат преку постови на социјалните мрежи. 55% се информираат преку агрегаторите на вести како што се TimeLuck, нешто помалку 48% директно веб страници на домашните програм портали и најмалку од директно веб страниците на домашните телевизии. Овде повторно имаме сегментација во однос на возрастната структура на популацијата, од каде што можеме да видиме дека популацијата на возраст од 15 до 49
9 години. Во поголема мера се информира од социјалните мрежи, во споредба со информации добиени од агрегатори на вести или од домашни веб страници. Според мен популацијата на 50 години во значително помала мера користи интернет и токму затоа графиконот изгледа така како што изгледа, односно значително помалку се информира и од социјалните мрежи, но и од агрегатори на вести или од веб страници. Во телефонската анкета беа измерени навиките во однос на две категории на забавни аудиовизуелни содржини. Филмови и серии како една категорија и концерти, односно музички видеа како втора категорија. На графиконот можеме да видиме дека домашните ТВ канали се уште го држат приматот кога станува збор за следење на филмови и серии во однос на странските ТВ канали и секако во однос на интернет, односно YouTube. За разлика од тоа пак, музички содржини, концерти, музички видеа во поголема мера се следат на интернет и YouTube, во помала мера на домашните односно странските ТВ канали. Тоа беше интересно да погледаме подробности, да погледнеме што тоа значи во зависност од возрастната структура на публиката. И можеме да видиме на левата страна левиот слайд кој што се однесува на следење на музички видеа или концерти, дека повторно за најмладата популација или за популацијата на возраст од 15 до 39 години, интернет е доминантен избор. За популацијата на возраст од 40 до 49 години, популација интернет и домашните ТВ страници ги користи подеднакво и повторно на крај по публиката по возраст од 50 години во најголема мера вакви содржини следи на домашните ТВ канали. Предлагањето филмски содржини или серии, ситуацијата е поразлична, ама домашните телевизии се уште се значаен извор. Публиката на возраст од 15 до 29 години подеднакво ги користи и домашните ТВ канали и интернет за следење на филмови и серии, додека за публиката по возраст на 30 години домашните ТВ страници представуваат доминантен избор за следење на филмски содржини. Добро. Тоа што ме интересира сега е да го погледнеме науките во однос на навиките и преференциите во користење на медиумите за едукација. Од телефонската анкета може да се добијат сумирани податоци, според кои што 93% од испитаниците се изјасниле дека на дневна основа следат информативни содржина, 88% на дневна основа следат забавни содржини, а 54% следат едукативни содржини. Од овие можеме да видиме дека едукативни содржини се следат во значително помала мера отколку информативни и забавни. Под едукативни содржини ги кодиравме сите содржини кои што имаат документарна природа, училишни емисии, научно-популарни емисии за готвени и така натаму. Едукативните содржини во најголема мера се следат на домашните ТВ канали, а во помала мера на социјалните мрежи и интернет и секако во најмала мера на странските ТВ канали. Популацијата на возраст од 15 до 29 подеднакво ги користи сите овие извори за следење на едукативни содржини, додека популацијата на возраст од над 30 години како доминантен извор ги има домашните ТВ канали.
студијата која што беше направена во рамки на мапирање на нивоата на медиумска писменост, може јасно да се отсликува критичниот поглед на публиката кон начинот на кој домашните ТВ канали ја исполнуваат својата информативна функција. Овие слайдови се податоци извлечени од тоа истражување. На левата страна можеме да видиме ставовите на публиката за телевизиите во земјава. Телевизијата е многу влијателна во формирање на јавното мислење за политичките и за другите важни општествени прашања. Огромен дел од испитаниците се сложуваат со овој факт и исто така најголемиот дел од испитаниците се сложуваат или тврдат дека телевизиите треба да бидат слободни од каков било облик на влијание, за да бидат објективни и кредибилни во своето известување. Но сепак гледаме значително, значи многу мал процент на испитаници, 31% на испитаници, кои што веруваат на информациите кои што се објавуваат на домашните ТВ канали. Се однесува до информативниот карактер на домашните телевизии. Во однос на забавна, едукативна функција, публиката е помалку критична. Значи, повеќе од 56% од испитаниците сметале дека од телевизиските програми на домашните ТВ канали гледачите може да научат корисни работи. Во информативните портали во земјава се представени на десниот график. Исто така, испитаниците биле критички и кон информативниот пристап и информативната политика на порталите. Затоа што гледаме дека повеќе од половина испитаници сметаат дека вестите што се објавуваат на порталите се политички обоени. Исто така, поголемиот дел од испитаниците сметаат дека порталите што објавуваат вести за домашни настани во најголем број случаи објавуваат конструирани и неточни приказни. Оно што е интересно е дека поголем е процентот на испитаници кои што веруваат на содржините што се објавуваат на порталите, во однос на оние кои што не веруваат на овие содржини. На еден начин, во споредба со домашните ТВ страници, во информативна смисла, порталите добиваат поголема доверба или подобра оценка во ово истражување. Во телефонската анкета која што беше направена за потребите на оваа студија, малку повеќе ги продлабочивме наводите во однос на ставовите на публиката за традиционалните наспроти онлайн медиумите. Поставивме дополнителни прашања и од испитаниците беше побарано да се изјаснат за, да кажем, спротивставени карактеристики на онлайн порталите и традиционалните медиуми. На домашните онлайн портали може многу побрзо и понавремено од домашните онлайн портали може побрзо и понавремено да се информирам за дневно политичките настани во земјава. Ова е карактеристика на порталите и големиот дел од испитаниците се сложуваат со оваа особина на порталите. Исто така поголем дел од испитаниците веруваат дека домашните стојат на ставот дека домашните онлайн портали одложуваат коментари, односно јавна расправа за важни теми, кои што ги игнорираат или избегнуваат другите домашни медиуми. Повторно, овде испитаниците ја истакнуваат можноста на порталите за двонасочна комуникација со публиката, што ми е карактеристика на телевизијата. Сепак, поголемиот дел од испитаниците веруваат дека на домашните онлайн портали информациите и вестите се обработени површно и без подлабока анализа.
Во однос на две карактеристики имаше значителна разлика во однос на возраста на испитаниците. Првата карактеристика е дека текстовите и покривањето на дневно-политички настави на домашните онлайн портали се од понизок квалитет од текстовите и известувањето во другите медиуми. Очигледно с нова карактеристика имавме различни ставови во зависност од возраста на испитаниците и исто така информациите што се достапни на домашните онлайн портали се поверодостојни од информациите што ги добиваме од другите домашни медиуми. И за оваа карактеристика имавме различни ставови од различните возрастни групи. Првата карактеристика, текстовите и покривањето на дневно-политичките настави на домашните онлайн портали се од понизок квалитет од текстовите во другите домашни медиуми. Популацијата на возраст од 15 до 29 години не се сложува со оваа изјава и смета, во поголема мера смета дека текстовите на порталите не се од понизок квалитет во однос на телевизиите и исто така младата популација на возраст од 15 до 18 години смета дека информациите на домашните онлайн портали се поверодостојни од информациите на другите медиуми. Со овој став да дели според истражувањето и популацијата на возраст од 40 до 49 години. За да се изберат преференциите на публиката во однос на содржините застапени на домашните интернет портали, ние најнапред направивме тематски преглед на содржините на повеќе од 40 најпосетувани домашни онлайн портали, а потоа направивме, ги сумиравме тие содржини во една листа од 10 тематски области. На испитаниците за секоја од оваа тематска област беа прашани дали во последната седмица посетиле барем еден домашен портал кој што ја третира соодветната област и ова се наудите кои што ги дава студијата. Гледаме дека истражувањето покажува дека интернет корисниците во најголема мера посетувале домашни портали кои известуваат за домашни настани и вести, значи информативни портали, дури 66% од испитаниците посетувале барем еднаш седмично информативни портали. Потоа се домашни портали за здравје и исхрана, портали за излет и облекување. Овие три тематски области се најпожелни за домашната публика. Натаму следат сите овие кои што се представени на листата. Интересно е да се напомене дека содржинските преференции се разликуваат во однос на полот на испитаникот и во однос на возраста. Во однос на домашни портали кои известуваат за домашни настани и вести, значи во однос на информативните портали, секако очекувано најмал интерес има најмалата популација, на возраст од 15 до 18 години. Порталите за здравје и исхрана во поголема мера ги посетува женската публика, а домашните портали за излет и облекување исто така женската публика и помладата публика, публиката на возраст од 15 до 29 години. Порталите за политика во значително поголема мера ги посетува машката публика, а за технологија и наука најмладата публика на возраст од 15 до 18 годишна возраст. Порталите пак специализирани за култура и уметност ги посетува публиката во најголема мера од останатите, ги посетува публиката на возраст од 19 до 29 години. Портали специализирани за спортски вести машката публика, домашни портали за деца и воспитување женската публика и публиката на возраст од 30 до 50 години. Како и домашни портали специализирани за вести од бизнисот, во двојна поголема мера ги има интерес да ги посетува машката публика. Вториот дел на студијата се однесува на анализа на пазарот на онлайн медиуми. Трендовите во огласувањето во европските земји укажуваат дека и покрај подемот на онлайн секторот, телевизијата останува примарна дестинација на огласувањето.
Ние за оцена на ваквите феномени во земјава, најнапред спроведовме едно детски истражување, за да ги примериме сите податоци од други објавени истражувања и студии за состојбите на онлайн медиумскиот пазар во земјава, податоци од мерење на посетеноста на веб порталите, а потоа беа спроведени гладински интервјуи со представници на сите поголеми или најголеми маркетинг адвертайзинг агенции во земјава, представници на РИАП Македонија и експерти за дигитален маркетинг, со што се добивен увид во практиките на овластување во сите медиумски сектори и посебно увид во начинот на распределба на средствата за огласување во онлайн секторот. А за да се добие увид во огласувачките практики, во техниките на закуп на онлайн просторот и специфичните проблеми со кои се соочуваат порталите, исто така беа спроведени и гладински интервјуи со повеќе представници на домашни онлайн медиуми, како информативни, така и забавни. Потоа, во соработка со најголемите маркетинг агенции беше идентификувана листа од 40 на онлайн медиуми, чии содржини се најчесто користени од публиката, односно кои се смета дека привлекуваат најмногу средства од огласување. За 35 правни субјекти кои што се вливани издавачи на наблюдуваните медиуми, од Централниот регистар беа набавени добиени податоци за финансиското работење за 2016, 2017 и 2018 година, со што можевме да направиме финансиска анализа и да донесеме некакви заклучоци за трендовите на приходите на водечките субјекти во онлайн секторот, на домашните онлайн субјекти, додека пак трендот на приходите на странските субјекти, во случајот тоа се огласувач, преверувач од Google и Facebook како социјална мрежа, моравме да се подпреме на процените на представниците на маркетинг агенциите во земјава. Како што кажав, трендовите во огласување во европските земји укажуваат дека и покрај подемот на онлайн секторот, телевизијата останува примерна дестинација за огласување и на податоци во однос на ова можеме да добиеме од најпрецизни податоци за европскиот пазар, можеме да добиеме од годишната студија за состојбите во онлайн огласувањето, која што изработила Европската асоциација за дигитален маркетинг и огласување, Европа, а тие од 2006 година наравно спроведуваат една студија која што се вика ADEX Benchmark Study или Advertising Expenditure, скратено од Advertising Expenditure Benchmark Study. Овде на сајт е прикажен трендот на зголемување на дигиталното огласување на европскиот пазар. Можеме да забележиме дека од 2010 година наваму имаме континуиран постојан пораст на буџетите за огласување во дигитално огласување. Од 2018 година е пресметено дека ова студија се изработува врз база на податоците за 28 европски земји, во кои што се вклучена Србија, мислам и Хрватска, не е вклучена Македонија. Значи, на ниво на овие 28 европски земји е пресметено дека 45% од скупното комерцијално огласување отпаѓа на огласување на дигитално огласување или огласување преку интернет. За уделот на различните сектори во земјава не постојат официјални податоци. Знаеме дека прецизни или точни податоци за буџетите на огласување во телевизиите, станиците и радиостаниците ги добиваме преку годишната студија на агенцијата, додека пак за буџетите во онлайн огласувањето, аудио огласувањето и радио, единствено можеме да направиме процена врз база на податоците кои што ги добиваме од водечките рекламни агенции кои располагаат со повеќе од 90% од скупните огласувачки буџети во земјава. Врз база на оваа проценка можеме да видиме дека
Уделот на домашните ТВ станици во вкупниот буџет од огласување во 2018 година изнесло околу 60%, додека на онлайн огласувањето околу 20%. Ако ја видиме, ако го споредиме со податокот од претходниот слайд, каде што во истата година на европските пазари онлайн огласувањето учествува со 45% од вкупните приходи во огласување, можеме да очекуваме со оглед дека земјава условно, но сепак ги следи европските трендови, можеме по ваква оглед да очекуваме понатамошен раст на буџетите во онлайн гласувањето. Буџетите во онлайн гласувањето или онлайн огласувањето не представува една хомогена категорија, туку повеќе треба да се набудува како различни категории на огласување. Најактуелно е оно што се нарекува search marketing или огласување преку преварувачи. Од бенчмарк студијата на ИА можеме да видиме дека 45% од вкупниот буџет во дигиталното огласување отпаѓа на огласување преку пребарувачи. Додека оно што се нарекува social display или огласување на социјални мрежи зазема речиси 21%. Зошто ги напоминаме овие податоци за европските земји, само за да направиме една споредба со состојбите во земјава. Во земјава се проценува дека 50% од вкупниот огласувачки буџет за дигитално огласување се користи за огласување на домашните веб страници, односно домашните веб портали, а останатата половина се одлева кон Google и кон Facebook. Ако видиме на левата страна од слайдот дека огласување преку пребарувачи и огласување на социјални мрежи представува повеќе од 65% од вкупното огласување во вкупното дигитално огласување, додека во земјава тоа представува 50%. Исто така, кога земеме растечиот тренд и на европскиот пазар и на македонскиот пазар, растечиот тренд на огласување на социјални мрежи, повторно може да се очекува дека може да се очекува уште поголемо одлевање на буџетот за дигитално огласување, одлевање кон пребарувачот Google и кон Facebook и ќе видиме како тоа би се одразило на буџетите на домашните веб портали. На овој слайд е представена стапката на раст на дигитално огласување во Европа. Можеме да видиме крајната позиција дека во 2018 година дигиталното огласување постигнало раст од 13,9% во однос на претходната година. Детално ќе се погледне студијата на бенчмарк студијата за 2018 година, може да се види дека најголемите 5 растечки пазари со раст во дигитално огласување со раст од над 20% се од регионот на Централна и Источна Европа, меѓу кои се бројува и соседната Србија со раст од 20,1%. Вакви податоци и од Македонија со овие податоци кои што ги претходно ги видовме, нема податоци за Македонија во бенчмарк студијата, податоци за растот на огласувањето во дигиталното огласување во земјава можевме да добиеме на друг начин. Преку податоците кои што ги обезбедивме од Централниот регистар. Од Централниот регистар најнапред побаравме податоци во однос на приходи од продажба и останати приходи, за на крај да добиеме и можност за скупни приходи од работењето. Се одлучивме на вакви детализирани податоци затоа што сакавме, поготово интересира информативните портали, за кои што
требаше да се одмери дали своите приходи ги остваруваат од продажба на своите активности или од категоријата останати приходи во кои што се вбројуваат и различни грантови, донации и така натаму. Од графиконите се представени податоците за сите 35 правни субјекти и може да се заклучи дека во периодот, во анализираниот период од 2016 година до 2018 година, најголемиот дел од приходите сите правни субјекти ги оствариле преку приходи од продажба. Во 2017 година, како приходите од работењето на овој сектор пораснале за 13%, а во 2018 за рекордни 32% во однос на претходната година. Секако, овие приходи од работењето не може да се едначат со приходи од огласувањето, поготово затоа што во овие правни субјекти се броени и неколку огласници, агрегатори и така натаму, како и некои правни субјекти кои што освен онлайн портали располагаат и со медиумски агенции и кои што даваат и друг тип на услуги, но сепак анализата покажа дека во најголем дел приходите од огласувањето го следат растот на приходите од работењето и може да се со сигурност да се заклучи дека приходите од огласување во овој сектор во земјава се во постојан раст. На следната табела се представени првите 9 субјекти во овој секторот кои оние 9 кои што остваруваат најголеми приходи, односно остваруваат приходи, оствариле приходи поголеми од 10 милиони денари во 2018 година. Тоа е еден дисклеймер дека прв на листата е издавачот Clip Media Group, кој што освен со повеќе портали исто така располага и со агенција. Во интервју добивме прецизен податок дека 20,5% од скупните остварени приходи отпаѓаат на приходи од огласување, така што овде представените приходи од работење со овие 42 милиони кога би пропорционално би се смалили, би дошло нешто нешто помалку од 10 милиони. Ако ги погледнеме приходите на домашните онлайн портали според тематска ориентација, ќе видиме дека повторно информативните портали остваруваат најголем процент со 48, потоа следат овие два огласувачи со 11% и еден агрегатор од Делфатен Тайммака со 7% и сите останати. До какви главни заклучоци можеме да донесеме од сите овие наводи кои што ги разгледавме, дека во однос на навиките на публиката можеме да донесеме заклучок дека дигиталните комуникацијски технологии и интернетот во последната деценија во земјава драматично ги промени навиките на публиката во користење на медиумските содржини. Ова особено се однесува на помладата популација, која медиумските содржини ги користи од многу различни извори, набарање, персонализирано и популација за која што интернетот де факто е доминантен извор. Телевизиите во земјава се уште се доминантен медиум, но интернетот веќе ги достигнува телевизиите. Кај помладите возрастни групи интернетот, како што кажем, го засема приматот и тој тренд ќе продолжи во иднина. Оно што треба да се следи е што значи оваа граница помладите и до каде е оваа границата, старосната граница, местување на старосната граница во однос на ова прашање. Како медиум за информирање за домашните настани на ниво на целата публика, телевизијата и интернетот се изедначени во поглед на зачестеност на користење, но сепак за помладата публика интернетот е главен извор на информирање. Во користење пак на забавните аудиовизуални содржини се уште доминира традиционалното гледање на телевизија, но во пораз се новите начини на гледање. Значи, on demand или набарање преку компјутер и преку мобилен телефон, особено кај помалата популација. Ваквиот тренд ја доведува во прашањето на традиционалната телевизија во земјава како главен избор за забава на публиката. Од
Ако сумираме во оцени модулните карактеристиките на пазарот на новите медиуми, можеме да кажем дека имаме јасен тренд на пораст на приходите во онлайн огласувањето, кој што ќе продолжи и во следните години. Анализата на распределба, ако ги разгледаме само порталите кои објавуваат содржини без агрегаторите на вести и огласниците, покажува дека во земјава дефинитивно доминираат информативните портали. Во моментов начинот на закуп на онлайн просторот далеку заостанува за начините за методите што се користат во развиените пазари. Ова е првенствено заради фактот што се уште не постојат стандардизирани мерења на дигиталната публика. Воведување на прецизна метрика ќе доведе до поголема доверба од страна на големите огласувачи, до големување на буџетите за огласување во онлайн секторот. Исто така големување на средствата од огласување во онлайн секторот може да се очекува доколку биде уведен код на македонски јазик, со што ќе се овозможи домашните портали да бидат дел од пошироки огласувачки кампањи, регионални кампањи, да речеме. И на крај главното прашање, традиционалните наспроти новите медиуми, трендовите во огласување по развиените земји укажуваат, како што кажував, дека телевизијата се уште станува примерна дестинација за огласување, особено за големите огласувачи, за големите огласувачки кампањи, кои користат телевизијата како медиум за привлекување на масовна публика и лансирање на нови производи за широко потрошувачи, поготово во ФМЦГ секторот или fast moving consumer goods секторот, но со овој публиката продолжува се почестено да оди онлайн. Огласувачките кампањи или начините на огласување од големите агенции подразбираат повеќе канални или интегрирани кампањи кои што интегрираат една огласувачка стратегија за сите медиуми, односно сите медиуми. Ваквите практики водат кон големување на вкупниот буџет за рекламирање и повторно при ова потенцијален раст се очекува во онлайн огласувањето. Се проценува дека растот на приходите во дигиталното огласување во голема мера е двигател на вкупниот раст на приходите во огласувањето, но сепак дигиталното огласување превзема само мал дел од приходите на телеогласувањето. И финално во вака променетата медиумска околина, телевизиите се исправени пред предизвикот да развиваат нови форми на телеогласувањето, со што би привлекле повеќе огласувачи. Тоа е прилика на кратко, ова се наводите од студијата која што беше изработена во декември минатата година. Ви благодарам уште еднаш на вниманието. Благодарам уште еднаш господине Митревски. Сега и давам збор на колешката Сања Гудевска-Здравковска да ја ги презентира наводите од анализата на пазарот за радиодифузна дејност за 2019 година. Повелете, колешки. Добар ден на сите и од мене. Јас само да прашам дали добро ме слушате, бидејќи сме две во канцеларија, па дали добро се слуша да ја презентирам анализата со маска. Во ред. Во ред се слушаме. Благодарам. Во ред. Вака, денеска накратко ќе ги презентирам клучните сознанија од анализата на пазарот за 2019 година. Податоците врз основа на кои ја изработивме оваа анализа ги обезбедивме од самите радиодифузери, а нивната валидност ја проверивме преку податоците во завршните сметки на радиодифузерите. За делот кој се однесува на работењето на јавниот радиодифузен сервис, го користевме извештајот за реализација на финансискиот план на македонската радиотелевизија. Податоците за гледаноста и слушаноста на радиодифузерите се од редовните квартални истражувања што по нарачка на агенцијата во 2019 година ги спроведуваше агенцијата Market Vision.
Вакви анализи агенцијата ги изработува веќе неколку години наназад, а целта ни е да обезбедиме јасна слика врз основа на прецизни податоци за состојбата во индустријата од аспект на економските перформанси на радиодифузерите, како и да ги утврдиме трендовите на овие економски показатели низ годините. Анализата на пазарот во 2019 година покажа дека и оваа година продолжува трендот на намалување на вкупните приходи во индустријата. Приходите од реклами се повисоки отколку во претходната година, но тоа се должи на платеното политичко рекламирање за време на претседателските избори. Без нив, приходите од рекламирање продолжуваат да се намалуваат. Заедничкиот резултат од работењето на сите радиодифузери бил загуба. Вкупните приходи во индустријата изнесувале 2 милиарди и 433 милиони денари. Како и претходната година, така и оваа, 62% од овој износ се приходите на комерцијалните радиодифузери, а останатите 38% се приходите на јавниот сервис. Во споредба со 2018 година, вкупните приходи бележат пад од 0,76%. Во овие износи не се вклучени податоците за 1 ТВ, поради тоа што во периодот кога се прибираа податоците, дозволата на оваа телевизија веќе беше одземена. Ова е важно да се има предвид, поради тоа што во претходната година оваа телевизија прикажа позначени вкупни приходи и приходи од реклами, највисоки од телевизиите што емитуваат на државно ниво преку кабел, а во 2019 година имаше дозвола се до ноември. Се обидовме да обезбедиме податоци барем за бројот на ангажирани лица преку управата за јавни приходи, но од таму не добивме никаков одговор и покрај тоа што се обративме 3 пати. Гледано засебно, јавниот сервис и комерцијалните радија оствариле помалку приходи отколку во претходната година, а комерцијалните телевизии ги зголемиле вкупните приходи. 57% од вкупните приходи биле остварени од рекламирање, 37% се средствата од државниот буџет префрлени на македонската радиотелевизија, а останатите 6% биле остварени по други основи. Приходите од реклами, кои заедно ги оствариле сите радиодифузери, изнесувале 1 милиарда и 393 милиони денари. 91% од овој износ оствариле комерцијалните телевизии, 8% комерцијалните радиостаници, а само 1% македонската радиотелевизија. Вкупните приходи од рекламирање се повисоки отколку во претходната година, но тоа, како што веќе кажав, се должи на платеното политичко рекламирање за време на претседателските избори. Без овие износи, приходите од рекламирање продолжуваат да се намалуваат и оваа година. Вкупните трошоци во индустријата изнесувале речиси 3 милиарди денари. На крајот од годината, финансискиот резултат од работењето на целата индустрија бил загуба од 535 милиони денари. Со загуба работеле и јавниот сервис и комерцијалните радиодифузери. На почетокот од 2019 година, покрај јавниот сервис, програма емитуваа и 53 телевизии и 70 радиостаници. Во текот на годината беа одземени дозволите на вкупно 5 радиодифузери, а беа доделени 3 дозволи. Така, на крајот на годината, дозвола да емитуваат програма имаа 49 телевизии и 72 радиостаници. Во 2019 година продолжува трендот на намалување на вкупните приходи на македонската радиотелевизија. Тие изнесувале 929 милиони денари. 96% од нив, односно 894 милиони, се од државниот буџет. Овој износ е за 229,5 милиони денари помал од законски предвидениот. Имено во законот е сосема јасно утврдено колку средства секоја година на сметката на МРТ треба да бидат исплатувани од државниот буџет. Формулата е едноставна и јасна и многу е лесно да се пресмета овој износ. Во 2019 година од државниот буџет МРТ требаше да добие 74,5% од средствата за финансирање на радиодифузната дејност,
кои изнесуваат 0,8% од реализираните вкупни приходи во 2018 година. Тоа се точно 1 милијарда и 123 милиони денари. Наместо толку на сметката на МРТ во 2019 година, владата префрли 229,5 милиони денари помалку. Вкупните трошоци на МРТ изнесувале 1 милијарда и 456 милиони денари, што е за речиси 50% повеќе од претходната година, но ова се должи на вредносното согласување на радиодифузната такса во износ од 703 милиони денари. Значи не станува збор за тоа дека јавниот сервис потрошил повеќе средства, туку дека книговодствено се избришани побарувањата по основ на ненаплатена радиодифузна такса. Македонската радиотелевизија годината е завршила со загуба од 527 милиони денари. Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 773 лица, односно за 45 лица помалку отколку во претходната година. Приходите кои заедно ги оствариле комерцијалните телевизии изнесувале 1 милијарда и 360 милиони денари. 92% од овој износ оствариле телевизиите на државно ниво, 6% регионалните телевизии и само 2% локалните телевизии. Комерцијалните телевизии заедно пак потрошиле 1 милијарда и 364 милиони денари. Потполно исто како и кај приходите, 92% од овој износ е на телевизиите на државно ниво, 6% на регионалните и 2% на локалните телевизии. Приходите што заедно ги оствариле терестријалните телевизии на државно ниво изнесувале 1 милијарда и 120 милиони денари. За прв пат после 3 години овие телевизии ги зголемиле вкупните приходи и тоа за 5%. Алфат, Канал 5 и Сител оствариле повеќе, а Алфа и Телма помалку приходи отколку во 2018 година. Приходите од реклами на овие 5 телевизии изнесувале 1 милијарда и 62 милиони денари и се зголемиле за 8% во однос на претходната година. Ова зголемување се должи на приходите од платено политичко рекламирање кои ги оствариле овие 5 телевизии. ТВ Сител прикажала највисоки приходи од реклами, 409 милиони денари, како и највисоки приходи од платено политичко рекламирање, 35 милиони денари. Најмал приход од реклами имала ТВ Телма, 106 милиони денари. Вкупните трошоци на овие 5 телевизии изнесувале 1 милијарда и 61 милион денари. Канал 5 и Сител ги зголемиле трошоците во споредба со минатата година, а останатите 3 ги намалиле. Како и во претходните 4 години, највисоки трошоци во 2019 година направила ТВ Сител, 452 милиони денари, а најниски ТВ Алфа, 93 милиони денари. Само ТВ Телма работела со загуба. Останатите 4 телевизии годината ја завршиле со позитивен финансиски резултат. Најгледана телевизија била ТВ Сител, а просечниот број на вработени кај овие 5 телевизии изнесувал 569 лица. Двете сателитски телевизии, ТВ24 Вести и Наша ТВ, во 2019 година остварила вкупно приходи од 73 милиони денари. Меѓутоа, забележлива е значајна разлика меѓу приходите на овие две телевизии. ТВ24 Вести прикажала приходи од 67 милиони денари, а Наша ТВ 6,5 милиони денари, односно 10 пати помалку. Речиси, истата разлика може да се забележи и кај средствата што ги потрошиле овие две телевизии. Двете сателитски телевизии годината ја завршила со загуба. Заедничките приходи на телевизиите што емитуваат на државно ниво преку кабел, Компани 27М, Шења, Клан и Сонце, изнесувале 56 милиони денари. Се до ноември 2019 година, програма на државно ниво преку кабел емитуваше и еден ТВ, но податоците за економското работење на оваа телевизија немаше можност да се обезбедат, поради тоа што, како што веќе кажав, во периодот кога се прибираа податоците, дозволата веќе беше одземена.
Во 2018 година Еден ТВ имаше прикажано највисоки вкупни приходи и највисоки приходи од реклами на овој сегмент од пазарот. Највисоки приходи прикажала ТВ компани 21М, односно 32 милиони денари. Трошоците што заедно ги направиле овие 4 телевизии изнесувале 113 милиони денари, а најмногу средства биле издвоени за плати за вработените. Само ТВ Шења годината е завршила со добивка, а останатите 3 работеле со загуба. Просечниот број на вработени изнесувале 153 лица, а најгледана телевизија била ТВ компани 21М. Купните приходи на 17 регионални телевизии изнесувала 79 милиони денари и се зголемила за само 3% во однос на минатата година. Од приказот на овој слайд се гледа дека најмногу приходи остварила телевизиите во Скопскиот регион. Од рекламирање, регионалните телевизии остварила 61 милион денари, а најмногу ТВ-ера од Скопје 10 милиони денари. Во споредба со претходната година, 8 телевизии ги зголемила, а 7 ги намалила приходите од рекламирање. Регионалните телевизии во 2019 година потрошила 79 милиони денари. 43% од нив била заплати за вработените. Заедничкиот финансиски резултат на регионалните телевизии бил загуба од 0,51 милион денари. Просечниот број на вработени изнесувал 135 лица, а највисок неделен досег имала ТВ Коха. Купните приходи на 19 локални телевизии во 2019 година изнесувале 31 милион денари, за 32% повеќе во однос на минатата година. И оваа година највисоки приходи прикажала ТВ Плюс од Куманово. Повисоки приходи во однос на минатата година прикажала 11 телевизии, а намалување имало кај 8 локални телевизии. Од рекламирање биле остварени 24 милиони денари. Купните трошоци на локалните телевизии изнесувале 28 милиони денари. 41% од овој износ бил издвоен за плати за вработените. Локалните телевизии во 2019 година оствариле добивка од 3 милиони денари. 10 телевизии прикажале позитивен финансиски резултат, а 9 негативен на крајот на годината. Протечниот број на вработени изнесувал 47 лица, а највисок неделен досег имала ТВ Протел. Приходите на комерцијалните радиостаници изнесувала 144 милиони денари. За разлика од комерцијалните телевизии, каде оние на државно ниво остварувале дури 92% од вкупните приходи, кај радиостаниците учеството е речиси подеднакво. Може да се каже дека радиостаниците на државно, регионално и локално ниво учествувале со по 1/3 во вкупните приходи. Комерцијалните радиостаници пак заедно потрошиле нешто помалку отколку што оствариле приходи, односно 143 милиони денари. Исто како и кај приходите, и тука учеството е речиси исто, односно поскоро 1/3. Трите радиостаници, Антена 5, Канал 77 и Метрополис оствариле приходи од 52 милиони денари. Радио Јон не прикажала приходи од работењето, но оваа радиостаница започна да емитува програма во октомври 2019 година. Приходот од рекламирање изнесувал 36 милиони денари. Забележливи се големи разлики во приходите од рекламирање на овие три радиостаници. Радио Антена остварила нешто повеќе од 26 милиони денари, а Канал 77 и Метрополис по околу 5 милиони денари. Купните трошоци на овие 4 радиостаници изнесувала 51 милион денари, а највисоки биле трошоците на Антена 5 24 милиони денари. Само Радио Јон на крајот од годината прикажала загуба. Останатите 3 радиостаници работеле со добив.
Просечниот број на вработени во редовен работен однос изнесувал 45 лица, а најслушана радиостаница била радио Антена 5. Приходите на регионалните радиостаници изнесувале 47 милиони денари. И тука се забележуваат големи разлики помеѓу поединечните приходи на радиостаниците. Само 4 радиостаници, Спортско радио, Радио Бубамара, Сити и Фортуна, оствариле повеќе од половина од вкупните приходи на овие 17 радиостаници. Трошоците на регионалните радиостаници изнесувале 48 милиони денари, а заедничкиот финансиски резултат бил загуба од 2 милиони денари. 8 радиостаници оствариле добивка, а исто толку и загуба. 17-та радиостаница, студентското радио, е непрофитна. Бројот на вработени изнесувал 49 лица, а во 2019 година најслушана радиостаница била Радио Бубамара. Локалните радиостаници, вкупно 48, оствариле приходи од 45 милиони денари. И нивните трошоци биле приближно толкави. Заедничкиот финансиски резултат бил добивка од 1,50 милиони денари. 27 радиостаници прикажале позитивен, а 17 негативен финансиски резултат. И оваа година највисок неделен досег имала Радио Кавадарци. Тоа беа накратко клучните наоди од анализата на пазарот за 2019. Таа уште денес ќе биде објавена и достапна на нашата веб страна, па повеќе детали можете да најдете во неа. Ви благодарам. Благодарам и на двајцата презентери. Сега преминуваме на делот на дискусија во однос на презентациите кои што беа презентирани од Институтот РЕСИС и од колешката Сања. Или ако има и други прашања на кои што се заинтересираните учесници на денешниот јавен состанок, представниците на агенцијата ќе може да дадат одговор. Повелете. Јас се вклучив, дека сум цело време тука. Сега во овој дел уклучив и камера и ова. Гледам по големиот дел од учесниците, 25 имаше, заминале. Немав нешто конкретно да кажам, особено не за студијата на РЕСИС, бидејќи Слабо ве слушаме. Ме слушате сега? Не знам што е работата, само момент. Се е во ред кај мене. Може би интернетот е слаб. Да, не знам. До сега не сум имала проблеми. Немав нешто намера конкретно да дискутирам, него податоците што ги видов од анализата на пазарот ми оставија впечаток многу. Мислам, и ме радува што секторот упорно продолжува и си ја работи многу добро оваа работа. И само за жал многу малку има луѓе кои ги користат тие податоци за одредени нивни истражувања, но тоа е тоа, јасно се гледа што се случува, особено оваа година поради кризата со ковидот, нели, падот на приходите и така натаму, и кои се тие субјекти кои оствариле најмногу приходи и од рекламирање, и од реклами, и од политичко рекламирање. Немав намера да дискутирам, велам се вклучив, само затоа спомнав нешто, неколку збора да кажам, а понатаму, ако има прашање, ќе се вклучам во дискусија. Велете дали некој друг се јавува за коментар или за дискусија? Јас не можам да видам дека некој од учесниците на денешниот јавен состанок се јавуваат за збор.
во тој случај ви благодарам на чеството. Се надевам дека, иако тоа е можеби тешко за очекување, дека последниот јавен состанок во оваа година ќе биде во услови кога ќе биде намалена пандемијата, па можеби ќе можеме да го организираме и во просториите на агенцијата и тогаш да има и поголем број учесници и поголема дискусија за актуелните теми. Ви посакувам добро здравје и се гледаме во можеби најбрзо во периодот на деновите на неделата за медиумска писменост, во втората половина на октомври. Ви благодарам. Снежана, сакавте да се јавите, да? Сакав да прашам барем вам, на луѓето од регулаторното тело, оваа студија што изработивме, што ви донесе како сознанија главни? Оти вие имавте некаков мотив кога ја нарачавте студијата, веројатно одредени дебати се водеа во секторот, голем број поплаки доаѓаат нели од радиодифузерите. Што ви е вам сега главниот впечаток, што се случува на пазарот? Тоа ме интересираше од вас фидбекот. Ако може. Ќе се јавиш? Да, само Жане, мислеше на студијата што работеше, вашата студија, вие што ја работевте? За онлайн медиумите или па анализата на пазарот? Не те разбрав добро. Да, или двете вкрстено? Генерално таков тип студии. Да, види, мислам, ретко кој ги гледа овие работи детално и ги знае да ги чита сите овие податоци, а вие знаете да го правите тоа. И затоа ме интересираше што ви е сега впечатокот и главниот заклучок на студијата е дека не се преземаат приходите од традиционалните медиуми за да се прелеат во онлайн медиумите, туку ова се должи на самиот раст на онлайн секторот, нели, и на привлекување и на нови огласувачи, односно тоа е последица на тоа што публиката е онлайн. Нели, во таа смисла ме интересираше само кратко, што мислите вие? Од регулаторен аспект секако, нели? Нашиот став од регулаторен аспект. Генерално, значи, на одите од студијата ние имавме и блиска соработка и со вас додека се изработуваше таа студија. Генерално ги потврдија нашите претходни сознанија што ги имавме, меѓутоа сега ги практично не се потврдени на еден научен и истражувачки проверен начин. Мислам дека и од како ја е изработена студијата и до сега си продолжуваат тие трендови. Ние имаме посебен контакт со индустријата, во таа смисла студијата е многу корисна и за регулаторот, но и за индустријата, затоа што и тие нивните сознанија сега веќе се, односно тоа што нивните тврдења дека голем дел од рекламниот колач веќе се прелева кај онлайн медиумите, веќе има студија во која што се потврдуваат таквите ставови и таа представа добар основ понатаму да се испитаат можностите за понатамошен развој на рекламната индустрија, генерално на пазарот, на медиумскиот пазар. Еве, Фидановски нешто повеќе сака да... Ако дозволете, ја би се вклучил за ова прашање да кажам собствен став, чисто за да ја продолжиме малку дискусијата. Жане, моје мислење е дека има раст на приходите кај онлайн медиумите. Ти го тоа окарактеризирали го, нели, го одбележа како раст воопшто на онлайн медиумите, па затоа има и раст на приходите кај нив. Да, меѓутоа преземени се практично приходите од печатените медиуми и од радијата. Што се однесува до телевизијата, лично сметам дека по моје мислење половина популација троши исто време на телевизија колку што троши на интернет, веројатно нема да се намалат тие приходи. Тоа е едниот момент, вториот момент, познавајќи го менталитетот на народот, особено на повозрастната популација, мислам се
доста традиционално врзани за некои медиуми, се уште и ти знаеш дека мнозинството од нив основен извор на информации им е телевизијата и затоа е нормално да имаат поголеми приходи. И трето, причина затоа што телевизијата сепак е најскап медиум, скапа играчка е, производството на програма, па производството и на рекламен спот од кој што треба да се заработи пари е многу поскапо да се направи отколку тоа во друг тип на медиум. Од тие причини и нивната наплата, односно нивниот ценовник е повисок и затоа имате поголем приход, а се уште се доволно популарни да привлечат огласувач. И конечно како споредба, поправете ме ако грешам, мислам дека во најголемите европски држави, конкретно Велика Британија, ако не се лажам, лани или прехлани беше најмногу да пазарот, онлайн маркетиншкиот пазар прв ја го надминува телевизискиот маркетиншки пазар. Не знам, не сум сигурен дали тоа во Германија се уште е случај, така да и во Европа оди малку поспоро тоа, меѓутоа прашање на ден е кога тоа ќе се случи. Ништо, добро е барем што продуцирате податоци, што објавувате публикации, па ќе ги користиме во натамошните анализи. Дали уште некој се јавува, сака да се вклучи во дебатата? Прво се да благодарам уште еднаш, со членовите на Советот се гледаме за половина час кога ќе имаме седница, со останатите во втората половина на октомври. Ви благодарам за денешното присуство и активно учество, посебно на презентерите во презентацијата на нивните анализи. Ви благодарам. Се најубаво.